Со решенијата што ги понуди во методологијата за мониторинг, Агенцијата за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги не го крши изборниот законник, напротив се обидува во својот професионален капацитет да обезбеди начин како и покрај законските недостатоци и недоречености да го реализира она што е договорено. Тоа го наведува агенцијата во одговор на барањето на СДСМ за измена на методологијата за мониторинг на изборното медиумско представување преку радио и телевизиските програмски сервиси за предвремените парламентарни избори кои ќе се одржат во 2016 година, која Советот на агенцијата ја усвои едногласно во петокот, а му посочува дека разликата меѓу методологијата што ја користела при мониторингот на изборното медиумско представување од 15 април до 14 мај годинава и сегашната методологија е резултат на искуството од тој период и настојување да се најде решение за проблемите со кои се соочиле тогаш, а кои во меѓувреме останале отворени. Кога во јули беа донесени измените на изборниот законник, остана нерешен проблемот со недостигот од критериум за постигнување баланс во известувањето во периодот пред почетокот на изборната кампања. При носењето на измените не се водело сметка дека критериумот од законникот кој се однесува на пропорционалност во известувањето според бројот на потврдени листи со кандидати за пратеници не може да се примени пред да започне изборната кампања, зашто потврдувањето на листите се случува дури непосредно пред нејзиниот почеток. Оттаму поделбата на периодот не е арбитрарна, ами нужна. Имено, во тој миг агенцијата се најде пред дилема да посочи дека нема критериум за првите 80 дена и да дозволи извлекувањето оценки за балансот да биде блокирано, или да се потпре на сопственото долгогодишно искуство и знаење и да прилагоди европска регулаторна практика на македонската ситуација. Се одлучивме за втората опција, се вели во соопштението. АВМУ додава отитргнале од насоките за медиумска анализа во текот на мисиите за наблюдување на изборите изработени во 2009 година од страна на Канцеларијата за демократски институции и човекови права на ОПСЕ, Директоратот за човекови права и Комисијата за демократија преку правото на Советот на Европа и Европската комисија кои наведува, јасно посочуваа дека во изборни процеси медиумите се соочуваат со следниот проблем. Представниците на извршната власт треба да действуваат во интерес на целата нација, но од друга страна, тие редовно представуваат политичка партија. Овој двојни идентитет станува посебно проблематичен во периодот на изборни кампањи во врска со две права. Правото на еднакви можности за пристап на кандидатите, право кое треба да биде рамнотежно со слободата и обврската на медиумите да ги покриваат активностите на власта, правото на еднаков третман за кандидатите. Вестите поврзани со власта чии представници се кандидати, може некогаш да бидат врамени во позитивно светло поради видот активности кои покриваат, например официјални состаноци, меѓународни самити и така натаму. Ваквиот двојни идентитет на политичарите од парламентарното мнозинство, истовремено да се членови на своите партии, но и да извршуваат функции за што мора да бидат одговорни пред граѓаните, наведува АВМУ, е темелот на барањето на европските регулатори, медиумите да обезбедат плурализам во известувањето не преку еднакво време, туку преку пропорционален сооднос меѓу времето за сите активности на партиите од позицијата, плюс власта и она за активностите на опозицијата.